Добро вечер. Генералното собрание на Европската слободна алијанса, што се одржува во Гандија, Шпанија, едногласно ја усвои резолуцијата предложена од Македонска алијанса за европска интеграција за заштита на македонското малцинство во Албанија и на правата на малцинствата во процесот на проширување на Европската унија. Со резолуцијата се повикува на доследен и принципиелен пристап како од страна на албанските власти, така и од институциите на Европската унија, за да се осигура дека малцинските права не само што ќе бидат признаени, туку и ефективно спроведени. Од албанската влада се бара да обезбеди целосно спроведување на малцинските права на целата територија каде што живеат македонци, вклучувајќи го и пристапот до образование на македонски јазик секаде каде што има соодветна побарувачка, изјави председателот на Македонската алијанса Васил Стериовски. СДСМ го одржа 32-иот конгрес на кој партијата ги дефинираше идните политички насоки и приоритети на партијата преку платформата насловена Твоја држава, твоја шанса. Во документот од 35 страници, во кој имаше увид Канал 5, се предвидуваат повисоки плати и пензии, фер оданочување, ветинг на сите функционери од осамостојувањето до денес, борба против иселувањето на младите, скратена работна недела од 4 дена, нула корупција, зачувување на јазикот и идентитетот. Во обраќањето на Конгресот, Филипче посочи дека најголемата слабост на власта било што сакала да ја представи Европа како политичка сцена, но не и како обврска која бара одговорни одлуки. Таа сака Европа како сцена, но не и Европа како обврска. Сака да седи на маса со Макрон и Мерц, но не сака дома да ја каже вистината, да измислува и да ги плаши граѓаните со наводно губење на идентитетот и јазикот. Сака да зборува дека проширувањето е живо, а одбива да се соочи со единствениот услов што и самата Европа јасно го повторува. Да бара јасен државен план за отворање на кластерите и поглавијата во преговорите, со точни рокови, политичка одговорност и целосен јавен отчет. Од ВМРО ДПМН обвинуваа дека и покрај сите пофалби и признанија од Брисел за Македонија, само Филипче и Радев биле на иста линија, барајќи уставни измени. По долго време коленичење и лековерност од страна на властите предводени од Социјалдемократскиот сојуз, сега европските представници гледаат државнички пристап од македонската влада, предводена од ВМРО ДПМН, и велат дека заслужуваме предвидлив европски пат. Но мекото ткиво предводено од Филипче и Социјалдемократскиот сојуз ја отежнува работата. Само тие се на иста линија со Радев и Бугарија, а на бугарските власти тоа им одговара. Две нови авиолинии од Полска се воведуваат до Охрид, соопшти вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски при обиколката на аеродромот Свети Апостол Павле. Целта, според него, е бројот на патници да надмине 4 милиони годишно. Слета првиот лет од Вроцлав, од Полска, целосно нова дестинација, која што никогаш претходно не оперирала во Македонија, а на 9 јуни во вторник ќе слета и првиот лет од Катовице, исто така од Полска. Јас минатата година реков дека е добра да се бориме во следните 2 до 3 години да стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници, но со ова темпо ни оваа година ќе стигнеме до 3 милиони и 500 илјади патници и ќе си поставиме нова цела, тоа е за неколку години да стигнеме и до 4 милиони патници. Македонија ги започнува преговорите за укинувањето на роамингот. Следната недела министрите од Западен Балкан ќе седнат на маса со представници на Европската комисија. Министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски уверува дека Македонија е подготвена за процесот со очекување дека за околу половина година македонците ќе зборуваат, испраќаат пораки и користат интернет со цени како дома. Од наша страна, клучниот дел од подготовката е завршен. Регулаторниот пакет, измените на Законот за електронски комуникации и дополнителните измени на подзаконските акти се подготвени. Законот е утврден на седница на влада и испратен на мислење во Европската комисија. Очекуваме да добиеме повратен одговор во почетокот на преговорите. Следниот чекор е секторски преговори од страна на секој од државите поединечно, кои што ќе започнат со првиот состанок на министрите.
Жалбата што ја поднесе екс-директорот на Царинската управа Стефан Богоев против решението за определување притвор се уште не е доставена на одлучување до Кривичниот совет, информираат од Кривичниот суд. Оттаму вела дека жалбата била проследена до надлежното обвинителство во петокот, но дека јавниот обвинител се уште нема доставено мислење за истата. Богоев е осомничен во истрагата која се однесува на сомнежи за злоупотреби во постапка за јавна набавка за одржување на хигиената на граничните премини и царинските терминали. Судот претходно му определи мерка притвор, пошто неговата одбрана најави жалба, наведувајќи дека понудила гаранции што според нив можеле да обезбедат негово присуство. Неофицијално станува збор за гаранција од 60.000 евра за Богоев да се брани од слобода. Скопјани четврта година во низа се без аквапаркот кој 10 години ги освежуваше и забавуваше граѓаните. За неговата реконструкција се потребни околу 1 милион евра, средства што во моментов не може да се обезбедат. Игор Манасиевски. И ова лето скопјани и посетителите на главниот град ќе останат без аквапаркот. Оваа летна дестинација за разладување нема да ги отвори вратите ниту оваа сезона, бидејќи за неговата реконструкција се потребни околу 1 милион евра, средства кои не се обезбедени. Наместо освежување на тобоганите и базените, посетителите ова лето ќе затекнат треви и затворени капии од комплексот, кој со години беше едно од најпосетуваните места за рекреација во текот на летните горештини. Ние оваа година се потрудивме барем делот на тобоганите да го санираме, односно да добијат нивни нов сертификат и ресертифицирање, со цел и на наредната година да речам да немаме проблем барем во тој дел. Што се однесува до административната зграда, која што е исто дел од аквапаркот, таа е речиси руинирана, бидејќи 4 или 5 години со самото тоа што не работи аквапаркот е запуштена истата, така што зафатот за аквапаркот е навистина поголем и обемени би рекол дека бара колку време туку и уште повеќе финанси. Аквапаркот е затворен уште од 2024 и од тогаш не генерира никакви приходи. Во ревизорскиот извештај за работењето на спортскиот центар се наведува дека одлуката за неговото затворање била донесена поради економската неисплатливост, но и поради истечениот гарантен рок на голем дел од опремата и реквизитите. Инаку аквапаркот беше пуштен во употреба во 2015 година, како еден од најголемите и најопремените во регионот. Очилата за сонце и дебелите сенкиви се единствениот спас од летово од горештините. Заради недостиг од финансии и оваа година останува аквапаркот во Скопје затворен. Вестите завршија, останете со Канал 5, пријатно.